Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на часот по физичко и здравствено образование за второ одделение. Моето име е Сонја Трифуновска и јас сум одделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. На денешниот час ќе правиме вежби за оформување на телото. Ќе научиме правилно да ги изведуваме вежбите за вратот, рацете, трупот и нозете. Правилно ќе го држиме телото додека ги изведуваме вежбите и ќе развиваме ориентација во просторот. Ова се целите кои треба да ги постигнеме на денешниот час. Вежбањето е мощно и важно за нашето здравје. Знам дека со нестрпливост очекувате да започнеме со часот. Часот ќе го започнеме со една игра која се вика пеликани и рипчиња. Дали знаете вие што се тоа пеликани? Сигурно и сте виделе, бидејќи ги има и на Преспанското езеро. Тие се водни птици кои што летаат покрај Преспанското езеро и се хранат со рипчиња. Ние ќе представуваме пеликани и со рацете ќе правиме движење како да летаме, како пеликаните, додека кога ќе кажам рипче, значи како во езерото да сме виделе некој рипче и треба да клекнеме за да го земеме, односно како што пеликаните слетуваат и ги фаќаат рипчињата. Може да започнеме? Ајде, почнуваме. Летаме. Рипче. Така, продолжуваме. Рипче. Летаме понатаму. Рипче. Ајде, продолжуваме со летање. Рипче. И уште веднаш. Летаме. Рипче. Одлично, ученици. Сега започнуваме со вежбите за оформување на телото. Секогаш кога вежбаме, започнуваме со вежби за вратот, рамениот појас, рацете, трупот и нозете. Така, сега започнуваме со вежби за вратот. Телото ви е исправено и со главата одиме надесно и налево. Нозете ни се споени. Почнуваме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Одлично. Ајде сега продолжуваме со рамениот појас. Нозете ни остануваат споени, но со рамениците правиме кружни движења, најпрви наназад, а потоа ќе правиме кружни движења нанапред. Дали сте подготвени? Започнуваме наназад прво. Убави кружни движења правете. Така е, деца. Ајде сега нанапред. Одлично. Сега ќе продолжиме со вежби за рацете. Рацете ќе ги одрачиме, а потоа со прстите ќе ги допреме рамениците, така, и повторно ќе ги испружиме рацете, односно ќе ги одрачиме. Ајде да видите како тоа ќе изгледа, значи вака. 1, 2, 3, 4. Лесно е, нели? Ајде, почнуваме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Кога го споменавме Преспанското езеро, сакам да ве прашам дали умеете да пливате? Сигурно дека да. Сега ќе направиме една вежба во која ќе имитираме пливање. Рацете ќе ни одат неизменично нанапред, а додека нозете ни се малку расширени. Одиме на едната страна и на другата страна со телото.
Дали можеме да почнеме? И пливаме. Одлично. Одиме една страна на друга страна. Десно, лево. Десно, лево. Десно, лево. Така. Ајде сега малку да пливаме грдно. Значи, на ист начин, само што рацете наместо нанапред ги движиме наназад. Значи, една рака, па друга. Десно, лево. Десно, лево. Десно, лево. Десно, лево. Може да се замислите како да пливате сега дека сме сред езеро и си пливаме. Одлично, ученици. Ајде малку да ги опуштиме рацете и нозете. Добро. Ајде да земеме воздух, значи земаме низ нос и спуштаме низ уста. И правиме кружни движења со рацете. Така е. Сега рацете ќе ги поставиме узрачени, значи над главата, и со нив ќе имитираме како крошна на дрво, ние како да сме дрвото, и сега нозете ги шириме и имитираме како да дува ветер, а ние се движиме, односно нашата крошна. Одиме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Може сега заедно? Подготвени сме? Почнува да дува силен ветер. И почнуваме. 3, 4. Отклон на десно и на лево. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Одлично. Следна вежба. Сега десната рака ќе ни биде узрачена, а додека левата ја поставуваме наназад и се подигнуваме на прсти и телото го истегнуваме, а рацете ни одат наназад. Потоа ги менуваме. Левата ни е горе, десната ни е долу. Може да започнеме? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. На прсти. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така е. Сега нозете ќе ги споиме. И со рацете ќе ги придвижиме напред како за предрачување и ќе клекнеме. Еве вака. И доаѓаме во првобитна положба. Значи бројам вака. 1, 2, 3, 4. Лесно е, нели? Може да се обидеме заедно? Ајде, почнуваме. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Одлично беше. Сега одиме малку на следната вежба. Нозете ни се споени, ова ни е првобитната положба. Потоа, рацете ги подигнуваме горе, потоа ги предрачуваме и со прстите од рацете пробуваме да ги допреме прстите од нозете. И телото ни оди нанапред, да видиме колку можеме повеќе да ги допреме прстите на нозете. Ајде уште еднаш да ви покажам. Значи, ова е првобитната положба. Одиме со рацете
узрачени, предрачени и раците ни се долу, да ги допреме прстите на нозете. Колку што можеме. Вака ќе бројаме. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Можеме ли да започнеме? Подготвени сте? Почнуваме. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Браво, деца! Сега, за следната вежба, повторно ќе ја правиме со подклекнување мало, но и со подскокнување. Сега да видиме како таа ќе изгледа. Најпрвин ќе клекнеме, но прстите на нозете ќе ни бидат долу, а петиците ќе ги одвоиме од подот. Значи вака. Ваква треба да ни биде положбата на телото. И откако ќе клекнеме, на даден знак сега, треба да скокнеме, но со рацете узрачени нагоре. Ајде погледнете како ќе го направам тоа. Ајде уште еднаш да видите. Значи ова ни е првобитната положба. Отклекнување и скок. Уште еднаш. Отклекнување и скок. Така. Подготвени сме да започнеме? Ајде, заедно со мене. Значи, одиме броиме вака. 1, 2, скок. 1, 2, скок. 3, 4. 1, 2, скок. 1, 2, скок. 1, 2, скок. 1, 2, скок. Браво! Сега ќе правиме една вежба со подскокнување. Ќе подскокнуваме на десна нога и ќе подскокнуваме на лева нога. Кога ќе кажам на десно, тогаш десната нога ќе оставиме да ни биде долу, а левата ќе ја подигнуваме. И ќе подскокнуваме вака. Кога ќе кажам лево, тогаш левата нога ни е долу, а десната ќе ја подигнеме горе. Ете вака ќе подскокнуваме. Ајде, сега може да започнеме. Ќе ви дадем знак. Десно. Лево. Десно. Лево. Одлично беше. Сега наизменично ќе подскокнуваме на десно и на лево. И тоа ќе оди вака. Ајде со мене заедно. 3, 4. Одлично, деца. Ајде да се земеме малку воздух. Уште еднаш. Испуштаме низ уста. Така. Сигурно се изморивте со овие вежби. И јас исто така. Сега затоа во завршниот дел на часот ќе имаме една игра за смирување. Играта се вика на десно, на лево. Ете и на часот по физичко образование можеме да повториме нешто и по математика. Јас тука нацртав еден круг со креда и го поделив на 4 еднакви делови. Ќе научиме како да се вртиме за четвртина од кругот. Значи, ако сме напред, ова ќе ни биде четвртина свртување, ова уште една четвртина свртување, ова уште една четвртина свртување и последната четвртина сме повторно напред. Така, вие ќе се замислите како да си имате круг долу нацртан и кога ќе кажам јас на десно, ќе направите четвртина свртување на десно, а кога ќе кажам на лево, четвртина свртување на лево. Може да пробаме како тоа ќе изгледа?
Ајде да започнеме. Лево, десно, 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 лево, десно, десно. Ете така. Се надевам дека уживавте во игрите и во вежбите од денешниот час. Се гледаме во некоја следна видеолекција. До гледање, ученици!